Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат застанавме кај оној дел од разговорот во кој Господ Исус им кажа на слушателите работи кои дури и за учениците беа тешки за разбирање. Исус им кажа дека тоа е вистинската мана, лебот Божи кој доаѓа од небото, односно единствениот кој може да го засети нивниот духовен глад. Да продолжиме таму каде што застанавме минатиот пат. Ке прочитам од стих 53 до 58. А Исус им рече: Вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене, ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека. Овие се навистина неверојатни стихови. Господ Исус ги подготвува учениците за последната вечера и воспоставувањето на причеста. Се разбира, не им кажа дека буквално треба да го јадат неговото тело и да ја пијат неговата крв. Тоа што сака да им го каже преку овие зборови е дека ќе го даде својот живот за нивно спасение. Кога беа во горната соба и ја воспостави причеста, Исус многу јасно им кажа дека лебот е символ за телото, а виното е символ за крвта. Исус го даде своето тело да биде распнато на крстот на Голгота, а неговата крв беше пролеана за очистување од гревовите на секој кој верува. Јадењето леб и пиењето вино е всушност чин преку кој се подсетуваме на неговата смрт и воскресение, и чин преку кој јавно покажуваме дека ги прифаќаме и веруваме во истите. Тоа е всушност основата и суштината на таинството наречено причест или Господова спомен вечера. Од црковните традиции постојат различни мислења во однос на причеста. Исто како и за крштевањето. Низ вековите многу теолози дале свој осврт и толкување на значењето и природата на причеста. Генерално гледано, овие различни мислења не биле причина за поделба помеѓу христијаните, но сепак постоеле несогласувања. Во горната соба, за време на последната вечера, додека држеше леб во рацете, Исус рече: Hoc est meus corpus. Ова е моето тело. Прашањето е: што значи тоа? Дали лебот е неговото тело во буквална смисла или символички? Например, Римокатоличката црква го става на гласокот на зборот hoc, односно ова. Нивното толкување е дека кога Исус вели дека тој леб е неговото тело, тоа во буквална смисла значи дека лебот се претвара во телото на Исус. Моje лично мислење е дека тоа не е така, бидејќи Исус не поучуваше практикување канибализам. Затоа мислам дека ова толкување не е најисправно. Сличен став имаат и припадниците на лутеранската црква. Во некои од протестантските кругови се верува во тоа што го проповедал Цвингли. Тој бил еден од зачетниците на протестантската реформација во Швајцарија. На причеста и дал духовно толкување, односно дека лебот и виното се само символ на телото и крвта на Исус. Според него, причеста е обичен ритуал и ништо повеќе. Сметам дека тоа е толкувањето кое поголемиот дел од протестантските цркви го имаат прифатено. Искрено, иако мојот став е блиску до ова толкување, сепак не сметам дека е целосно точно, зашто верувам дека таквиот став може да води кон несоодветен пристап кон овој важен чин. На што мислеше Господ Исус кога кажа «Ова е моето тело»? Мојот став во ова прашање е како оној на познатиот реформатор Жан Калвин. Реформираните цркви од секогаш го ставале на гласокот на тоа дека лебот останува леб, а виното останува вино, и тие не се претвораат во телото и крвта на Исус. Со други зборови, лебот и виното не ја менуваат структурата, туку остануваат тоа што се. Но земањето на лебот и виното прави нешто особено во срцето на верникот, кој на причеста и пристапува со покаяние и благодарност. За време на причеста не се случува некое материјално чудо, но се случува духовно дело во срцето на личноста која зема удел. Според овој став,
Причеста не е обичен ритуал, туку важен духовен чин кој служи за благослов на црквата. Кога бев на теолошки факултет, еден од професорите велеше дека суштината на причеста е лебот и виното да бидат во нашата уста, а Христос во нашето срце. Искрено верувам дека Бог им дава духовен благослов на оние кои ја земаат причеста. Бог ја наградува и благословува послушноста на оние кои се потсетуваат на неговата смрт и воскресение. Не станува збор за некаква магија, ниту пак е само обичен ритуал низ кој треба да поминеме механички. Причеста е важна и служи како благослов за оние кои имаат удел во неа. Сметам дека токму тоа е она што Господ Исус сакаше да го каже преку стиховите кои ги прочитавме. Причеста ни нуди можност да имаме блиско, длабоко заедништво со Него, а и еден со друг. Јадењето на маната во пустината беше привремено, а Исус на своите следбеници им нуди нешто што дава вечен живот. На почетокот од ова Евангелие пишува: во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Во стих 59, Јован ни кажува каде се случија овие разговори. Ова го каже Исус во синагогата, кога поучуваше во Капернаум. Тоа што го каже Исус предизвика бурни реакции кај дел од неговите слушатели. Слушнете кој беше нивниот одговор на сето ова. Тогаш мнозина од учениците негови, кои слушаа, рекоа: тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? Со други зборови, помеѓу слушателите имаше такви кои не знаеја што сакаше да им каже. А Исус, знаејќи во себе дека учениците негови се бунат против тоа, им рече: зар ова ве соблазнува? А што ако го видите Синот човечки како се вознесува горе, каде што бил порано? Исус им кажа дека нема буквално да го јадат неговото тело и да ја пијат неговата крв, бидејќи ќе се вознесе на небото. Стих 63. Духот е тој што уживува. Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Потоа им кажа на слушателите дека ако се внимателни и послушни на неговите зборови, тие ќе го разгорат Светиот Дух во нив и ќе им дадат живот. Токму затоа низ годините се посветив на проповедање на Божиот збор. Затоа ја читам Библијата наглас секогаш кога сум во црква и ја земам причеста заедно со други браќа и сестри по верата. Зборовите на Исус кои се запишани во Библијата се дух и живот. Секој пат кога ги читам, тие ги допираат срцата на оние кои слушаат, го разгоруваат нивниот дух и им го даваат животот кој доаѓа од Бог. Дел од слушателите на Исус не ги разбраа овие вистини и затоа пропуштија многу. Се надевам дека ние нема да ја повториме нивната грешка и со послушност ќе го примиме Божјото Слово. Стихови 64 и 65. Но има меѓу вас и некои што не веруваат. Исус знаеше од почеток кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече: затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене, ако не му биде дадено од мојот Отец. Сетете се на тоа што го кажав минатиот пат. Секој може да дојде кај Исус. Неговиот повик важи и за тебе. Од тоа време, мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Дел од оние кои го следеа, одлучија дека нема веќе да одат со него. Може би дел од нив беа и религиозните водачи. Не им се допаднаа зборовите кои Исус им ги кажа. Но тоа е реалноста на христијанскиот живот. Ако сакаме да го следиме Исус, мораме да бидеме спремни да не соочи со нешта кои нема да ни се допаѓаат. Мнозина од следбениците си отидоа, но 12 ученици, меѓу кои беше и Јуда, останаа. Слушнете што вели во стиховите 67 до 69. Тогаш им рече Исус на 12-те: да не сакате и вие да си отидете? А Симон Петар му одговори: Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот. И ние поверувавме и познавме дека си Божиот светител, Христос, Син на живиот Бог. Ова е сведоштвото на апостолот Петар. За разлика од оние на кои не им се допаѓаа зборовите па си отидоа, Петар знаеше дека зборовите на Исус даваат вечен живот. Во првиот дел од неговиот одговор, апостолот постави многу добро прашање. Кај кого ќе отидеме? Со други зборови, Петар вели дека нема друг кој може да ги исполни духовно и да им даде вечен живот освен Господ Исус. Прашањето кое јас го имам за тебе е: каде одиш?
каде се обидуваш да најдеш цел, исполнување и смисла за животот? Господ Исус Христос е единствениот кој може да ти даде радост, мир, љубов, простување и вечен живот. Неговите зборови, кои се запишани во Библијата, можат да го променат твојот живот. Се што треба да направиш е да дојдеш кај него со вера. Исус им одговори: "Нели ве избрав 12 мина? Но еден од вас е ѓавол." А зборуваше за Јуда Симонов Искариот, зашто тој, како еден од 12-те, сакаше да го предаде. Тоа што го кажува Исус во овие стихови е значајно и нешто на кое треба да обрнеме внимание. Лично сметам дека Јуда Искариот е голема мистерија. Господ Исус не само што вели дека Јуда е еден од 12-те, туку и дека го избрал, а сепак е ѓавол. Тоа значи дека е под влијание на ѓаволот и поради тоа ќе го предаде. Верувам дека покрај се, Господ Исус многу пати му даде шанса на Јуда да се покае и да не го послуша ѓаволот, но безуспешно. Според зборовите на Исус, очигледно е дека Јуда беше зла личност, а сепак е еден од 12-те кои Исус ги избра да му бидат ученици. Јуда е многу контроверзна личност и мислам дека воопшто не е лесно да се протолкува неговиот живот. Некои велат дека бил човек кој започнал со службата со сосема добри намери, но со тек на време станал личност која потпаднала под влијанието на ѓаволот. Не можеме да го знаеме тоа со сигурност. Неговиот лик се спомнува во Евангелијата, но генерално гледано, за него знаеме само дека беше одговорен за парите кои ги користеа Исус и учениците и дека го предаде Исус на фарисеите и религиозните водачи. Јуда не беше човек кој мораше да заврши така како што заврши, но неговиот крај беше трагичен, зашто тој така одлучи. Исус им кажа на учениците дека еден од нив е ѓавол, но не им кажа кој. Ке помине некое време пред да дознаат што сакаше да каже Исус. Глава 7. Исус поучува во храмот за време на празникот Сеници. Со тоа доаѓаме до глава 7 од Евангелието според Јован. Првиот стих започнува со зборот "потоа", што ни дава до знаење дека сите настани во оваа глава се случија после оние запишани во глава 6. Не само тоа, туку во првиот стих од оваа глава, Јован ни кажува кој беше резултатот од се за што размислувавме досега. Дел од јудејците сакаа да го убијат Исус. Потоа одеше Исус по Галилеја. Не сакаше да оди во Јудеја, зашто јудејците сакаа да го убијат. Лично сметам дека настаните опишани во текстот кој е пред нас се случија барем 6 месеци по оние за кои читавме во глава 6. Односно, тоа значи дека поминаа околу 6 месеци помеѓу настаните во глава 6 и глава 7. И поминаа уште околу 6 месеци помеѓу настаните запишани во глава 7 и распнувањето на Исус. Може би ова ви звучи малку комплицирано и збунувачки, но сепак е добро да ја имаме на ум хронологијата на настаните во неговиот живот. Доаѓаме некаде до крајот на службата на Господ Исус на земјата. Активностите во кои беше вклучен во последната година од неговата служба беа насочени кон областа Галилеја. Како што видовте во стих 1, јудејците сакаа да го убијат и затоа веќе не сакаше многу да се движи таму. Овој стих е многу важен, бидејќи ни кажува дека името и личноста на Исус беа контроверзни во религиозните кругови на јудејците. Сето тоа водеше кон крстот и неговото распнување. Контроверзите околу името и личноста на Исус се уште траат. Се повеќе луѓе излегуваат во јавноста со нивните лични идеи и ставови за тоа кој бил Исус, а сето тоа најчесто води кон богохулство. Тој е личноста поради чиј идентитет има поделени мислења помеѓу луѓето. Дури би рекол дека денес луѓето го хулат многу повеќе отколку во негово време. Иако Исус имаше навика да оди во Ерусалим за време на некои од поважните празници, како што спомнав претходно, Бог преку писмото им кажа на евреите да одат во Ерусалим за време на Пасха, Педесетница и Сеници. Сепак поради околностите одлучи да не го направи тоа за време на празникот Сеници. Ке го прочитам стих 2. Се приближуваше пак јудејскиот празник Сеници. Во книгата Левитска, Бог им заповеда на израелците да го празнуваат празникот Сеници. Станува збор за празник преку кој израелците се потсетуваа на моментот кога излегоа од Египет и живееја
во така наречени шатори во пустината. Всушност, празникот Сеници е токму тоа, потсетување на нивниот живот во пустината. Или подобро кажано, на начинот на кој Бог се грижеше за нив во пустината. Сеници се празнува со градење привремени живеалишта на отворено и со еден вид на кампување. Идејата беше израелците да се потсетат како им било на нивните предци додека се движеле кон ветената земја. Станува збор за многу весел празник и е еден од поинтересните во Израел. Покрај другото, за празникот се слушал звукот на трубите, се принесувале жртви и слично. За време на овој празник, израелците се потсетуваа и на моментот во кој Мојсей удри со стапот по една од карпите во пустината и од неа потече вода. Затоа, покрај другото, празнувањето на Сеници вклучува црпање на вода од потокот кај Силоам и истурење на истата во еден дел од храмот кој бил одреден за таа намена. На тој начин се потсетуваа на чудото кое Бог го направи за нив во пустината. Апостолот Павле во 1 Коринтијаните 10:4 пишува: И сите пиеја исто духовно пиење, зашто пиеја од духовната карпа, што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Затоа Исус им рече на следбениците дека секој кој е жеден може да дојде кај него и да пие. Таа изјава ја даде за време на празникот Сеници. Исус е единствениот кој може да ја засити нашата духовна жет. Ако чувствуваш духовна жет, која не можеш со ништо да ја згаснеш, дојди кај Исус и тој ќе ти го даде тоа што ја е потребно на твојата душа. Празникот Сеници подразбира и осветлување на дворот на храмот со факели, зашто кога Бог ги изведе израелците од Египет, тој навечер ги водеше преку столб од оган. Кога ќе дојде време да ја проучуваме глава 8, ќе видите дека таму Господ поучува дека е светлината на светот. Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината во животот. Тоа значи дека столбот од оган кој ги водеше израелците во пустината е всушност предслика на Господ Исус Христос, кој дојде на овој свет да биде светлината која ни е потребна. На евреите им се приближуваше празникот Сеници. Браќата му придоа на Исус и го советуваа што да направи. Патем, тие му беа полубраќа. Во Евангелието според Матеј 13:55 ни се дадени нивните имиња: Јаков, Јосиф, Симон и Јуда. Како што можете да забележите, Исус не беше единственото дете кое Марија го роди. Тој имаше и полубраќа. Двајца од нив напишаа по едно новозаветно послание. Јаков го напиша посланието на Јаков, а Јуда, полубратот на Исус, го напиша посланието на Јуда. Но во моментот кога се случуваат настаните запишани во оваа глава, неговите браќа се уште не беа свесни за вистинскиот идентитет на Господ Исус Христос. Тогаш браќата негови му рекоа: Излези одовде и оди во Јудеја, та и учениците твои да ги видат делата што ги вршиш. Тие беа свесни дека го следи голема толпа, но сепак немаа соодветно разбирање за тоа кој е тој. Затоа му дадоа совет кој Исус нема да го послуша, бидејќи доаѓа од погрешни мотиви. Некој многу добро рекол дека преку овие зборови тие всушност непотребно се обиделе да му помогнат на Бог. Забележете што пишува во стих 4. Зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе? Ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот. Советот на браќата е всушност еден вид световна мудрост, и затоа Исус не ги послуша. Тој не дојде на овој свет да ја исполни волјата на луѓето, туку волјата на Отецот. Токму затоа, тој никогаш не се водеше според желбите на другите. Понатаму читаме зашто и браќата негови не веруваа во него. Ова е многу тажна реалност. На почетокот, дури и браќата не веруваа во него. Им требаше одредено време да сватат кој е тој навистина. А на тоа Исус им одговори: Моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно. Исус го живееше својот живот врз основа на распоредот на Бог Отецот. Стих 8. Вие отидете на овој празник. Јас нема да излезам на празникот, зашто времето мое се уште не се исполнило. Исус ја следеше и вршеше волјата на Отецот. Важно е да го запомниме тоа од овие стихови. Не се водеше според мудроста на светот, односно не сакаше да им угоди на луѓето. Не им рече: нема да одам сега бидејќи мислам оти не треба да одам. Туку одговори со:
Мојот час се уште не е дојден. Се надевам дека со Божја сила и ние ќе се стремиме кон тоа да живееме таков живот. Да копнееме да ја исполниме Божјата волја за нашите животи, односно да не се водиме според своите или желбите на другите луѓе. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на глава 7. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.